Основната задача на предметот логика е запознавање со суштината на логичките поими, принципи и постапки. Некоја дискусија или текст, за да бидат логички, треба да се одликуваат со јасност, поврзаност, смисла, аргументираност, логичко следување и непротивречност. Како логичен исказ може да се посочат следните примери. Учениците вредно ги учат своите лекции. Летниот распуст на голема жалост брзо заврши. Школската година брзо ќе заврши. Доколку излагањето е конфузно, нејасно, неповрзано, необразложено и противречно, велиме дека е нелогично. 3 примера за нелогичен исказ би можеле да бидат следните. Своите ги брзо лете распуст. Годината лекции вредно на голема жалост. Учениците што помалку учат, повеќе знаат. Велиме дека е алогично за се она што не е ниту логично, ниту нелогично. Пример за алогично би можеле да бидат уметничките творби, моралните чинови, чувствата, музиката. Суштинска човекова способност е разумот. Човекот, како вид од останатите видови, го разграничува рационалноста. При барање на вистината, човековиот разум се раководи со правилата на разумот. Декарт посочува 21 правило. Правилата кои ги следи разумот низ процесот на воспитувањето се наоѓаат во него со самото раѓање.